Подобрувањето на условите за населението од руралните средини е идејата со која УСАИД и Североисточниот плански регион заедно го реализираат проектот воведување и спроведување на ЕУ лидер пристапот. Целта е полесно и заеднички да се аплицира за средства од ЕУ фондовите преку осмислени иницијативи, акции и модели за соработување на приватниот сектор и локалната самоуправа. Во понеделникот во општина Крива Паланка беше одржана презентација за пристапот, на која гостите од Куманово, задолжени околу реализацијата, проектот го представија пред првиот човек на градот Алексовски, општинската администрација и пред љубопитните граѓани. Домакинот подобре дојдето за гостите им порача на кривопаланчаниот и можноста е добра и вреди да се искористи. Ја нагласи потребата од решенија за приоритетите кои што овој пристап може да ги олесни пред се преку формирање локални акциони групи или лагови, територијални субјекти кои што ќе учествуваат во создавањето на стратегија за подобрување на руралните услови, избор на проекти и управување со фондовите. Ние, градоначалниците на Североисточниот плански регион, пред некој време имавме исто една ваква слична средба на која беше презентирана програмата и идејата за формирање на лаговите. Ќе бидат формирани два лага, едни од два ќе бидат општините Крива Паланка, Ранковце и Кратово, а во другиот ќе биде Куманово, Нагоричано и Липково, со оглед на тоа да географски овие три општини, трите општини се така по-близко и така одлучивме да се формираат овие три лаги. Ова е на некој начин воспоставување на една врска помеѓу невладините институции, помеѓу бизнисот и општините и вие како присутни и како заинтересирани ќе бидете информирани од страна на господата од УСАИД што е целта, што е работата и во која насока ќе се движат сите овие активности во наредниот период. Даниела Трајковска од УСАИД, одговорна за реализацијата на проектот, се осврна на лидер пристапот, ги потенцираше и можностите кои што ги нуди за локалната власт, предпријатијата, населението во Североистокот. Лидер пристапот е мерка која што веќе постои во Европската унија, која што се пренесува во Европската унија, се користи и дава резултати и една од важните мерки во ИПАРД програмата. Во Североисточниот плански регион меркава лидер пристап ќе се имплементира преку Центарот за развој на Североисточниот плански регион. Значи, ние сме стационирани, програмот е подржан од проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси и е во имплементација на Карана корпорација. Наши партнери на регионално ниво се Советот за развој на Североисточен плански регион, општините од Североисточниот плански регион, организации за поддршка на приватниот сектор, граѓански организации, фармери и здруженија и од Североисточниот регион, како и партнери од национално ниво со кои што веќе имаме подпишано меморандум, тоа е Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, како и Главното министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Овој пристап е за територија со население до 100.000, со заеднички традиции, потреби и очекувања. Интересен е со тоа што представува јавно-приватно локално партнерство и овозможува соработување и проекти од заеднички интерес со други субјекти од страна. Фокусот е на земјоделските политики, а се можни и проекти во преостанатите области. Се одговорните се надеваат дека ќе ги заинтересираат представниците на властите, предпријатијата, локалните здруженија и граѓаните. ЕУ лидер пристапот е една од мерките која што е воведена во Европската унија и функционира како една од ИПАРД мерките. Така да во Македонија се уште не сме влезени во Европската унија, меѓутоа се подготвуваме и за таа цел веќе се дефинирани локални акциони групи. На територијата на Североисточниот плански регион ќе се формираат две локални акциони групи, од кои што првата е Куманово, Липково и Старо Нагоричане, а втората локална акциона група е од општините на Крива Паланка, Кратово и Ранковце. Идејата за овие локални акциони групи е да се прво сега сме во фазата на ширење на таа идеја, на масовно информирање на сите учесници кои што би влегле во овие локални акциони групи, за да се препознаат вистинските капацитети и да се оформи едно основно јадро од кое што ние понатаму ќе работиме со нив, значи ќе има допрва работилници, патот пред нас кој што е
е доста долг, значи ние сме допрва на почетокот, меѓутоа верувам дека ќе ги идентификуваме вистинските луѓе, ќе ги направиме вистинските одлуки и ќе ги регистрираме лаговите кои што ќе дадат најдобри резултати. Вие веќе рековте тоа на други места и тоа во Македонија функционира, кој се може и треба да учествува овде, кои се бенефитите кои што ќе ги мотивира? Во Пелагонискиот регион проектот е започнат пред 2 години, така да они се во фаза веќе на регистрација на тие лагови. Веќе се направени 9 пилот проекти, кои што ја ги споменав сега, не би должела. Нели, така да веќе работат и идејата е веќе прифатена и они се регистрираат. Ние сега во моментот ја шириме идејата. Користа од самиот тие локални акциони групи е да се поврзат самите луѓе помеѓу себе, да се направи една соработка не само внатре во тој лаг, туку и повеќе пошироко, значи на ниво на цела територија преку самите лагови од Пелагониски регион ќе се шири соработката низ цела Македонија, дури и меѓудржавни соработки се возможни, нели постојат лагови во Бугарија, така да користа е огромна. Рековте дека сте биле претходно во Куманово, Кратово е третата постојка, каков интересот? Да ни кажете на сите оние сегменти кои што може да се. Во Куманово имаше 75 присутни граѓани, така да од сите сектори, значи од државен, јавен, приватен и граѓански сектор, така да интересот беше доста голем, интеркомуникацијата беше баш на високо ниво. Бевме изненадени од Кратово, значи во Кратово имаше дури 30 заинтересирани луѓе кои што ги поканивме. Информацијата се дели и натаму, така да нема да застанеме само на ова ниво и луѓето кои што не слушнале, мислам дека ќе слушнат и интересот ќе биде уште поголем. Младен Протич од Североисточниот плански регион потенцира и целите на проектот секако и нивните заложби. Подобрување на климата за економски раст, одлични пазарни можности и задоволување на потребите кај населението. Во Македонија треба да се формираат 20 локални акциони групи, кои што ќе можат да аплицираат за по 200.000 евра. Искрено сме задоволни. Нормално дека добивме и незгодни прашања. Меѓутоа, ние тука сме, значи, само како еден почеток, како информација за граѓаните, дека оваков пристап ќе постои, е возможен и дека за оваков пристап во Европа која работи над 20 години, например, за последната година беа доделени преку 200 милиона евра само за овие локални акциони групи. Други апликанти не се можни. Значи, како што реков, се отворена нова чешмичка за извор на приходи, како на заинтересираните страни кои ќе бидат, меѓутоа со еден услов да тие заинтересирани страни не мора да се и од приватниот и од јавниот сектор здружени заедно со тоа што приватниот, односно невладиниот сектор ке со 51%, што е многу битно, значи не може да можат општините да диктираат што треба да се прави. Туку за овие средства ќе диктира приватниот сектор, невладиниот сектор, земјоделци поединци, обичен граѓанин, кои ќе присуствуваат во изработка на стратегијата што е потребно на тој микрорегион во иднина. Сепак ќе напоменам за општо добро, значи не се работи на некој во куќе нешто му се направи, меѓутоа за селото, општо добро за регионот, од областа на туризмот, областа на земјоделието. Поред мене, на прво место ја би го ставил руралниот туризам, има многу капацитети. Поврзување со патеки, велосипедски патеки. Второ место би додал дека тоа може би брендирање на дел од производите, како што е кратовскиот компир. Воспоставување на мрежа на луѓе кои се занимаваат, не знам, со овоштарство, на луѓе кои се занимаваат со преработка на чаеви, на пеќурки, на такви работи, може би пчеларите. Ја тука го гледам, значи наједноставните проекти од тука би произлегле, кои не знам каква висока вредност, меѓутоа кои ќе дадат проекти кои може да се аплицираат на повисоко ниво, не знам, кросбордер и така натаму. Одлични се искуствата со кои што можат да се пофалат членките на Европската Унија благодарение на лидер пристапот. Тоа е виза за богатите фондови и проекти кои што се во полза на сите. Овие можности ќе бидат представени во соседната општина Ранковци, а следно проектот ќе опфати работилници и обуки за поуспешно искористување на полезностите од пристапот.